Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски, 92-та пол позиција за Луис Хамилтон. Никакво изненадување тука. Втор Валтери Ботас, овој пат многу близко до Луис Хамилтон, само 59.000 делови од секундата зад Луис Хамилтон. Тоа буквално се само неколку сантиметри разлика. Кога би ги споредувале болидите, надеж дека можеби конечно ќе видиме малку по-компетитивен Валтери Ботас утре на самата трка за големата награда на Каталунја. И трет, Макс Верстапен, човекот кој го одржува ова првенство да биде навистина интересно и со оглед на тоа што утре очекуваат повторно екстремно високи температури. Прв пат се вози трката за големата награда на Каталунја во овој период од годината, невообичаено жешки времиња, можеби повторно ќе бидеме сведоци на некоја слична разврска како на мејатата трка, каде што Макс Верстапен успеа да ги надитри возачите на Мерцедес и да дојде до својата прва победа оваа сезона. Да бидеме јасни, далеку од тоа дека Мерцедес повторно ќе ги има истите проблеми, бидејќи ова е различна конфигурација на патека и секако различен тип на асфалт, оној на Силверстон, асфалт од малку подруга категорија кој на друг начин ја абсорбира топлината и не толку лесно ја дистрибуира, бидејќи додека овој асфалт од големата награда на Каталунија е малку поинаков, меѓутоа високите температури ќе си го направат своето, болидите со полн резервоар гориво се далеку потешки. Стартот, првите моменти ќе бидат клучни. Интересно ќе биде да се види како ќе реагираат двата розови Мерцедеси на Серхио Перес и Ланс Строл, кои се наоѓаат помеѓу двата болиди на Ред Бул. Макс Верстапен трети, Перес четврти, Строл пети, Александер Албон шести и потоа доаѓаат двата болида на Мекларен. Ме интересира да видам каков ќе биде стартот. Имаме тука два болиди со Honda мотор, два болиди со Мерцедес и два болиди со Рено мотор. Чарлс Леклер девети, мислам дека беше ова максимум што може да се извади од болидот на Ферари денеска. Пиер Гасли одлично освежување повторно со 10-то место, Себастијан Фетел 11-ти, иако доби нова шасија, сепак не успеа да се доближи поблиску до Чарлс Леклер. Вака 9-то и 11-то место не делува дека се многу разлика, меѓутоа постојано Чарлс Леклер беше 3 до 4 десетинки побрз во сите три секвенции од самите квалификации, така да уште еднаш укажува дека овој болид не му лежи многу на Себастијан Фетел и тука излегуваат на површина многу шпекулации дека можеби ќе биде заменет од Нико Хулкенберг или од Кими Раиконен кон средината на оваа сезона, односно на следното Гран При во Белгија. Не верувам дека ќе дојде до таква разврска, не би сакал, меѓутоа се е можно во Формула 1, гледате и сами. Така што полагам рачун дека Макс Верстапен утре со подобра стратегија, со подобро менаџирање на плевматиците ќе се обиде повторно да ни направи трката интересна и конечно дајте да го видиме Валтери Ботас малце да се спротивстави на Луис Хамилтон, можеби на самиот старт, можеби со подобра стратегија, да видиме борба помеѓу три болиди, да не биде таа еднолична борба, за да имаме поинтересна трка и целта е да имаме поинтересно првенство. Во коментар ваш очекувам вашите предвидувања за утрешната трка. Може ли Ботас да се спротивстави на Хамилтон? Може ли Макс Верстапен да ја повтори одличната стратегија од мејатата трка во Силверстон? Имаат ли розевите Мерцедеси шанса за висок пласман, можеби за подиум, доколку некој од болидите на Ред Бул потврди? Битката помеѓу Чарлс Леклер и Себастијан Фетел ве очекувам како и секогаш. И ви благодарам што го следите канал Формула на македонски. Лайк, шер, сабскрайб и се гледаме секако утре повторно после големата награда на Каталунја. Потсетување, стартот на трката е 15 часот и 10 минути по македонско време. Тоа е се што имам да кажам, да не одовлекувам. Се гледаме утре после трка. Поздрав!